Не се години што зборат, туку векови зад нас. Сите мислат дека можат да не премолчат. Ајде сите еднорог, оро се македонско. Дружно браќа да заиграме. Ајде сите една песна, песна се македонска. Во тек е снимањето на последните два спота од двете заеднички песни на учесниците од проектот Македонија во срце те носиме, втора сезона. Ламбе Алабаковски е секако дел од ова преубава македонска музичка приказна. Ламбе, здраво. Здраво, благодарам на поканата. Македонија во срце те носиме по втор пат за публиката, за сите нас кои што ја сакаме убавата македонска народна песна. Да. Но и првиот дел се уште во свежо сеќавање ни е на сите нас и еден успешен проект кој што разбуди преубави чувства кај луѓето ширум земја. Апсолутно, да. Овој проект ќе остане првиот и се разбира ќе го паметиме најмногу по големиот успех и најмногу по тоа што го имавме и Андреј од ДНК, кој сега ни помага од друго место, од подобро место. Знам дека малку тажно звучи тоа, но сепак е една како да кажам, работа што мора да се спомене. Овој проект ќе не достига на сите. Знам дека овој проект има посебна енергија, посебно ќе го доживеат сите кои не следат и верувам дека ќе биде успешен како и претходниот. Веруваме сите дека ќе биде така, особено затоа што екипата е внимателно одбрана, сите сте вистински професионалци, сите сте вистински патриоти со душа, со срце ги пеете ови убави македонски патриотски песни, нови аранжмани и еве ајде да слушнеме што е она што ти ќе ни го донесеш во оваа втора сезона од проектот. Па што ќе донесам? Како пире е една од моите омилени песни исто од Гоце Николовски и верувам дека убаво им звучи на тие кои ја слушнале, се надевам дека ќе ја слушнат и многумина. Таа песна носи една посебна порака. Таа лани носеше сосема друга порака кога да го гори, но сите песни ни се драги и мислам дека ќе имаме еден успех, пред се, бидејќи сите влегуваме со чисто срце во оваа работа, без разлика кој е помалку или повеќе патриотски настроен. Кога се работи за Македонија, тоа останува како еден аманет да го чуваме. Имаше ли време, летово малку и да се одмориш, да наполниш батерии, да собереш енергија, затоа што ќе ве очекува и многу работа, и многу патување, и многу настапи со вторава сезона на проектот? Па, дефинитивно, да. Се одморив, најмногу се одморам кога сум во мојот роден крај, односно во Љубено, во Преспа, и фалам на Бога дека собравме сили, веќе поминува јули, ќе биде поинтересно во август, односно во жетвата, како што викаат постарите. Така, крајот на август ќе го означи воедно и почетокот на вториот музички караван на Македонија во срцето носи. Да, август почнуваме, негде крајот на август и продолжуваме со промоција на вториот проект Македонија во срцето носи. Со нетрпение очекуваме повторно да застанете на сцена, повторно да ги соберете луѓето од најмлад до највозрасен и да ги пееме сите заедно во еден глас убавите песни. Дај Боже, само за убави работи да се собираме. Ламбе, фала ти. Не сме дрворовка земја, корен да ни искоренат. Иде време, сите просту ке ни застанат. Ајде сите едноро, оро се македонско, дружно браќа да заиграме.
Дел си од проектот Македонија во срцете носиме како представник од нашата млада генерација на таленти. Што значи за тебе можноста да соработуваш со сите овие веќе етаблирани, успешни, признати музичари и да добиваш искуство работејќи заедно со нив? Да, многу пати зборував на оваа тема, колку за мене значи што сум дел од овој проект, како изведувач и воопшто како лично, затоа што навистина научив многу работи со тоа како изгледа животот реално и се соочив со некои навистина големи нешта. Бев изложена пред огромен број на луѓе, на нова публика низ сите градови во Македонија. Многу луѓе ме запознаа, ја запознав многу луѓе преку овој проект и навистина ми е многу драго што ја добив приликата да бидам дел од него. Не само од искуство, туку исто така да дарам нешто за да ги зачуваме тие нашите македонски песни, да го споделам својот глас со публиката, да уживаат во нашите преработки и навистина ми е многу драго што ги имам испеено овие две македонски песни. Двете ми се залепени при срце, буквално ги осеќам како мои, ги чувствувам како мои и верувам дека и публиката ја чувствува таа емоција. Што најмногу ќе памтиш од таа прва сезона на Македонија во срцете носиме, а што очекуваш од втората? Сега кога веќе сте сите дел од оваа приказна и кога знаете колку убаво помина првиот проект. Да, дефинитивно ќе ги памтам концертите ширум Македонија и ќе го памтам најмногу оној во Тетово што ни се случи, затоа што тогаш го прославив мојот 18-ти роден ден, така што дочекав и полнолетство со Македонија во срцете носиме и ето така на после тој концерт имавме една мала прослава и буквално влегов во светот на возрастните со овој проект. Очекувам дека ќе си поминуваме исто така преубаво на новите концерти што ќе се одржат со второто издание. Верувам дека ќе биде атмосферата уште по весела, дека луѓето знаат веќе што да очекуваат од нас и всушност треба да очекуваат уште повеќе затоа што веќе и ние знаеме каде сме и што правиме, така што дефинитивно со второто издание ќе им пренесеме уште повеќе енергија. Втората песна, дали учествуваше и ти во изборот кога се одлучуваше кој ќе ја пее или едноставно довербата на повозрастните и поискусни музичари беше присутна за да ти ја доделат и довербата да ти ја дадат на тебе? Да, учествував овој пат. И така имавме неколку месечно можеби период на одбирање на песна. Имавме многу предлози, јас имав уште еден фаворит, меѓутоа не одбравме таа затоа што рековме ајде да биде нешто повесело, да има публиката на што да се разигра, а и воопшто сакам едноставно да се смеам пред публиката и мислам дека оваа песна е вистинската за нешто такво, за да се пренесе убава енергија, за да се разигра секој и драго ми е што одбравме дефинитивно. Со Николче разговаравме, рече дека ќе одговара баш онака буквално ќе се залепи за мојот глас оваа песна и баш додека ја снимавме, рековме како да ја правена песната за мене, така што после овој Вардаре мислам дека ја излези Стара мајко е вистински погодок за мене како личност и воопшто за мојот глас. Ти посакувам многу успех и во втората сезона на Македонија во срцете носиме, прекрасно освежување си, нели во таа музичка елита, како еден млад, талентиран наш представник, уметник и глас и да те гледаме што почесто на сцените во земјава, па и надвор од неа. Ви благодарам.